Те наши сограѓани и на сите ви посакувам пријатен ден и сакам да ви информирам и драго ми е што е 16-ти пат поред ќе се случи традиционалниот тамбурашки фестивал кој веќе е етаблиран и значи во рамките на тамбурашкото музицирање и тамбурашкото движење многу во рамките на балканските простори и пошироко. Се изборихме во овие 16 години сите заедно, нормално под юрисдикција и голема помош на пред се, значи на градоначалникот на општината господинот Максим Димитриевски, на сите советници, советот на општина Куманово, на огромната подршка и на вас медиумите, без кои сигурно дека не сме можеле да обстоиме во овие 16 години, да покажеме се она што го краси тамбурашкото музицирање и ова година ќе продолжи традицијата, овој пат само од Македонија, знаете зашто е тоа така, ќе има за прв пат само од Македонија, една добра програма, поместена во две фестивалски вечери, значи првата вечер на 28 петок во 20 часот на градскиот плоштад каде Батко Ѓорѓиев, традиционално, значи ќе настапи прво групата Табијето Цвети Николе со своја програма, потоа групата Боеми од Битола и како шлаг, да не кажеме, на престижните и познати групи кои се дел од тамбурашката приказна во своето музицирање во етно музиката и тамбурата. Синтезис со големо искуство и големо задоволство е наше, чинам и на публиката, што они ќе бидат дел од ова чествување по повод, значи, 16-тиот поред меѓународен тамбурашки фестивал. За да втората фестивалска вечер се поместени групата Кумановска на здравје и групата Љубојна, не од Скопје, него од Битола се Љубојна. Така да ова е програма која навистина ќе ги задоволи, чинам, нашите сограѓани сите од нашава држава да бидат гости на престижниот фестивал и секако дека сакам да истакнам дека подршката е и од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Подршка е, реков, од медиумите како што се телевизија Алфа, телевизија Плюс, Кумановски муабети, Куманово Њуз, Радио Бум и сите оние што ја љубат, сакат и поддржуваат убавата тамбурашка музика. За прв пат го правиме за да се искористи инфраструктурата и бината и стејџот и се тоа што е како попратно, а многу е важно организација на вака погабаритни фестивали. За прв пат ги споивме ова, мислам дека е добра приказна која ќе треба да ја продолжиме, значи дури да има можност двата фестивалски вечери да бидат и на Рома Труба Фест и двата на тамбурашких, имаме 4 вечери, една сериозна понуда, но се во рамки на она што нас ни го зададе Министерството за култура, за да ги запазиме сите елементи на се ова што значи борба против COVID-19, да бидеме сериозни и тука да го положиме најважниот испит сите заедно организационо, значи од влезот до носење маски, до дезинфекција и сите елементи на кима, нели, мораме тоа и да го градиме на некој начин, да го не да го одвоиме граѓанството, да не се разбереме погрешно. Ова мораме превентивно да го сработиме, да немаме замерки од тој дел. Ќе направиме се за да бидат безбедни и обезбедени граѓаните и сите што ќе бидат дел од ова чествување по повод, значи, меѓународните фестивали Рома Труба Фест и тамбурашкиот меѓународен фестивал. Во предвечерието на 27 во исто време, иако тоа се музички жанрови различити, во одложениот концерт за Великден го крстивме Богородичен концерт и ќе се случат два настана на познатиот хор Света Злата Мегленска. Првиот настан и настав на хорот е во 19 часот во црковниот храм Свети Ѓорѓија во Старо Нагоричане.
еве ги канам сите наши сограѓани да бидат дел од настапот на хорот во 19 часот, кој не може да стигне да биде во Старонагоричана и Свети Ѓорѓија, во 20:30 часот е во надвор во црквата, односно пред црквата Свети Никола во Куманово во 20:30 часот. Настап на познатиот хор Свети Злата Мегленска со пригодна програма по повод воочи, значи, на големиот христијански празник Голема Богородица. Значи, ве канам сите вас и на овој настан, независно од фестивалот, тоа ќе биде помал број 60-70 седишта, имаме обезбедени со исто дистанца. Се тоа сме го организирале и повелете и на тој настан, со тоа заокружувам во овој дел на понуда што би ги имале во овие 3 фестивалски вечери. Ако имате нешто за да прашате, повелете. Поведи. Колку средства се одвоени за фестивал? За Роматрова Веста, 700.000 денари. Од Министерството за култура. За фестивалот по програмата на култура за 2019 година, за двете фестивалски вечери се одвоени 800.000 денари, а од Министерството за култура 200.000 денари.